Добра вечер, добре дојдовте, го почнуваме централното информативно издание. Ќе се фокусираме на светската вест број 1 од светот, но за почеток во генералната најава неколку информации за тоа што ќе гледате во вестите и од кај нас. Зборуваме за грабежот во Тутунска банка и за епидемијата на морбили. Апсолутно. Гостин во студиот е Венко Филипче, но она што за мене е индикативно тоа е сомнителноста на грабежите во НЛБ банка, особено после она од Трезорот и сега ова не е така беззначајна сума од 100 кусур илјади евра. Мора некој некаде да е поврзан со разни подземни канали. Детали за тоа што точно се случило и каква е ситуацијата денеска ќе погледнете нешто подоцна. Како што најавив за почеток, зборуваме за светската вест број 1, односно за Нотр-Дам, додека светот жали за она што беше изгубено и додека се пресметува и се пребројува што се успеало да биде спасено. Обновата всушност стана символ на националното, но и на светското единство. Најновата информација која што доаѓа од кај нас е поврзана со опожарената катедрала е тоа дека и земјава ќе се солидаризира со Франција. Македонската влада веќе го задолжила Македонското министерство за надворешни да стапи во контакт со француското за координација за помош за меѓународната заедница за реставрација на оваа опожарена црква со цел да се определи најсоодветната поддршка на земјата во знак на солидарност при обновата на овој споменик. Во меѓувреме, социјалните мрежи додека се преплавени со фотографии од лични, односно фотографии од корисниците на Facebook од земјава кои што успеале да се фотографираат пред Нотр-Дам со целиот неизин сјај, воедно се шират и фотографии, односно апели да се подзамисли за тоа што се случува во земјава, односно вниманието се обидуваат да го завртат и кон катедралната црква Света Софија во Охрид, црквата во Курбиново и Свети Пантелемон во Нерези. Секако апелот е да не дозволиме да се случи тоа од Париз. Да не се случи, да. Да. Почнуваме со прилогот на колешката Ивана Салтировска, која што ги сумира сите информации кои што до овој момент се најважни и најнови за Нотр-Дам. 15 часа борба, пожарот во Париската катедрала Нотр-Дам е изгаснат. Пожарникарите од рака на рака спасувале артефакти и уметнички дела кои сега се засолнати во Лувр. Во огнот се урна покривот на готската копијеста кула и уништени се трите розети. Се уште не е позната целосната штета, но Нотр-Дам ќе биде обновена и тоа ќе биде символ не само на француското, туку и на светското единство. Cette cathédrale nous la rebâtirons. Ќе ја изградиме катедралата повторно, сите заедно. Таа е дел од судбината на Франција и наш проект уште долги години. Ќе се заложам уште утре да биде распишана национална донаторска кампања дури надвор од границите. Ќе ги повикаме најголемите таленти кои ќе дојдат да помогнат и ќе обновиме Нотр-Дам затоа што Франција го очекува тоа. Уште додека катедралата гореше, а председателот ја најавуваше кампањата, компании, милионери и славни личности ветија над 700 милиони евра помош. Милиардерот Франсуа Анри Пино, собственик на Гучи и Ив Сен Лоран, вети 100 милиони евра. Бернар Арно, собственик на империјата која ги поседува Луи Витон и Сефора, уште 200 милиони. Синоќа, како многу французи што го гледаат трагичниот пожар на Нотр-Дам, бев во шок. Стоев меѓу деца и возрастни, сите во солзи, и помислив дека морам да направам нешто. Семејството Бетанкур кое стои зад Лореал вети 200, а нафтниот гигант Тотал 100 милиони евра. Air France соопшти дека ќе обезбеди бесплатни летови за сите што ќе дојдат за реконструкцијата. Првите експерти веројатно ќе ги прати Русија, откако Путин му предложил на Макрон да му ги прати најдобрите руски реставратори. Нотр-Дам е историски символ на Франција, бесценето богатство на европската и светската култура. Катастрофата која синоќа го зафати Париз, одекна со болка во срцата кај луѓето во Русија. Се обединуваме во молитва со народот на Франција, чекајќи тагата предизвикана од сериозната штета да се претвори во надежна обновата. Мајко Божија моли се за нас, напиша папата Франциск на Твитер. Европските земји, Јапонија и Јужна Кореја преку своите амбасадори и министри порачаа дека и тие сакаат да направат се што можат за да помогнат. И Северна Македонија најави помош за обновата на Нотр-Дам, откако владата на седница го задолжи македонското МНР да стапи во контакт со француското, заедно да координираат каква поддршка би била најсоодветна за реновирање на историскиот споменик. Во катедралата денеска продолжуваат зафатите за обезбедување кои ќе траат околу 48 часа. За сега се верува дека станува збор за несреќен случај при активностите за реновирање. Беа идентификувани неколку слаби точки, меѓу кои сводот е северниот трансепт, но структурата се држи добро. Обезбедувањето во внатрешноста ќе трае околу 48 часа. Екипи на Министерството за култура ќе влезат за да ги извлечат делата кои во најголем дел останаа неоштетени.
Во рамките на истрагата ќе бидат испрашани работниците од 5 компании кои работеле на реновирањето, а француските власти им се заблагодарија на сите пожарникари, особено на првите 20 кои влегле во катедралата и во првиот од прилика половина час успеале да спречат уште поголема катастрофа. Француската бискупска конференција соопшти дека утре, во времето кога избувна пожарот во Нотр-Дам, во знак на солидарност ќе бидат камбаните на сите катедрали во цела Франција. Епидемија на морбили во целата држава. Минатата недела имало нови 126 заболени. 150.000 евра украдени од НЛБ банка, повредените во добра состојба. Велјановски се бранил со молчење, инсистирал да ги види доказите за собраниските инциденти. Кратко и јасно, Ханна Иванов му порача да не се меша во судските постапки. Дали неуспешни председателски избори ќе значат нова политичка криза? Двете страни загрижени околу неопределените избирачи и евентуално непостигнување цензус. 5 мај прогласен за Ден на македонскиот јазик. Вечерва ќе бидат познати првите полуфиналисти во Лигата на шампионите на УЕФА. Дербито се игра на Камп Ноу. €150.000 се украдени од НЛБ банка во Чаир на еден брутален разбойнички начин, што само по себе зборува дека криминалците мора да имале некакви дослуг варијанти внатре и во банката, или барем во најмала рака во експозитурата. Дотолку повеќе што е индикативно што на НЛБ Тутунска банка и се случува внатре да има соучесници, како што тоа беше случај со големиот грабеж од Трезорот, за што е осуден еден на висока казна, но факт е дека украдените пари од Трезорот на НЛ банка ги нема. Каков е епилогот, односно какви информации собра Кристина Атовска врзана за овој најголем грабеж во последно време, после разбойничкиот, например, против комбито на Комерцијална банка и оној каде што имаше и смртни последици на Прокредит банка. 150.000 евра украле четворицата маскирани кои вчера под закана со огнено оружје ги одземале парите од експозитурата, избегале со бел голф и подоцна го запалиле. Банката денеска соопшти колку пари недостасуваат. 150.000 евра се одземени во вооружениот грабеж кој се случи вчера во 10 часот и 36 минути, при што беше повредено едно лице од обезбедувањето како и двајца вработени во експозитурата кои беа полесно повредени и се пуштени на домашно лекување. Банката продолжува да работи редовно и да соработува со надлежните органи за најбрзо и ефикасно решавање на случајот. Експозитурата во Чаир ќе продолжи со работа и да обслужува клиенти од утре. Според нашите извори, ограбувачите направиле неколку пропусти со кои оставиле траги. Полицијата верува дека ограбувачите се на територија на Македонија, бидејќи како што брифираат изворите, веднаш по грабежот границите биле затворени. Како што дознаваме, после неколку сериозни грабежи, полицијата направила нова стратегија за оневозможување на ограбувачите да ја напуштат државата. Вчерашниот грабеж на НЛБ беше поголемиот, но не единствениот во денот. На ист начин, 6 часа подоцна, маскирани вооружен разбойник извршил грабеж во казиното Стар во Дебар. Според полицијата, разбойникот насилно влегол во казиното кое се наоѓа на главната улица и заканувајќи се со пиштол одзел поголема сума на пари, без да соопштат за колкава сума се работи. Истражните органи додаваат и дека во оваа постапка ќе бидат користени и снимките од безбедносните камери. Владата прогласи денеска епидемија од морбили. Пред неколку месеци и јас бев меѓу критичарите на министерот за здравство, кога му реков за 2-3 случаја прогласуваш вонредна состојба. Денеска морам да се посипам со ладна вода, иако за волја на вистина ние критичарите знаеме да кажеме ама дали сега е баш на време и дали има таква драматика која може да предизвика некаква вонредна околност во државава. Критиката е добродојдена ако е издржана и ако е аргументирана, и ако е предмет врз основа на кој што може да развиеме некоја конструктивна дебата. Токму такви дебати водевме при првото
прогласување на епидемија на територијата на градот Скопје, мора да кажам дека имаме многу искусни епидемиолози, членови на Комисијата за заразни болести. Тогаш тие укажаа дека таков е текот на пациентите кои што се разболени, да може да се очекуваат и други заболени, и затоа сега може да кажам дека ни е многу драго што тогаш прогласивме епидемија на територијата на градот Скопје. Морам исто така да потенцирам дека сме задоволни од одзивот за вакцинација на невакцинираните деца во градот Скопје, од 16.000 невакцинирани деца до 14 годишна возраст, близу 12.000 се вакцинирани, и тоа е негде близу 72-73% од вкупниот број на невакцинирани деца. Причина зашто се прогласи епидемија денеска на територијата на целата држава е тоа што во текот на минатата недела се јавија 126 ново диагностицирани случаи, од кои што добар дел беа од градови во кои што не беа во релација со епидемијата во Скопје, значи се појавува за прв пат автохтони жаришта, независно од жариштата у Скопје, каде што почна епидемија, и тоа е доволна причина да се прогласи епидемија на територијата на целата држава. Филипче, дали тоа значи дека стравувањето на дел од родителите, дека градинките можеби нема да примаат такви деца, што ќе правиме со тој тип на деца, дали одредени класови или училишта може да бидат затворени доколку е експандира оваа појава? Нема потреба да се затвораат ниту градинки, ниту училишта. Единствено нешто до што родителите мора да се придржуваат е да ги вакцинираат своите деца, заради тоа што невакцинирани нема да се примаат во овие институции. Токму тие невакцинирани деца се ланецот преку кој што се шири епидемијата и на крајот на краиштата огромен ризик да се предизвика болест која што може да има и сериозни компликации, дури и по животот, а болест која што може да се превенира со вакцина. Сега имате вакцини. Нема да ни се случи застарени или препакувани или сомнителни да бидат дистрибуирани? Тие вакцини кои што беа со погрешени лепенки од страна на дистрибутерот беше докажано дека се сосем добри, квалитетни, во рок за користење. Сега има и дополнителна количина на нови вакцини од последната набавка, така да не очекувам апсолутно никаков проблем со количината на вакцините. Сега читам ствари дека морбилите поврзани со повисока стапка на абортуси. Плашиме или предупредуваме? Точно е тоа дека доколку се детектира дека трудницата е заболена од морбили, може да се консултира со гинекологот и да се упати на абортус. Не се вакцинира бремена жена, туку тоа се прави после бременоста. Секоја година наназад има абортуси од разни други вирусни заболувања. До сега добро е тоа што нема зголемување на вкупниот број на абортуси заради морбилите дополнително оваа година. Спуштане цензусот и на децата до 6 месеци дека треба да се вакцинираат? Така и тоа е така согласно правилата кои што важат за време на прогласена епидемија. Професоре, читам дека и светот се вознемири одеднаш. Првата асоциација ми дојде на СИДА, па после има други асоциации. И втората дека како да се подготвуваме за својавидна нова пандемија на морбили. Прашањето ми е дали тоа е реална опасност и второто прашање дали е тоа некоја нова ујдурма на големите фармацевски и финансиски корпорации. Епидемија се јавува како резултат на пад на колективниот имунитет. Тогаш кога процентот на вакцинирани лица од потребните над 95% ќе падне под 90%, а кај нас процентот на вакцинирани деца за морбили беше 82%, тоа е тоа што дозволува еден простор да се појави оваа болест. При тоа, кога веќе ќе се појави вирусот во една средина, дозволете да го искористам зборовите на епидемиолозите, тој треба да изгори и после да го снема. Морам да кажам и сега јавно дека очекуваме оваа епидемија и понатаму да трае. Во Србија трае веќе 16 месеци, сигурно ќе трае кај нас до крајот на годината. Колку за пократко време се вакцинираат повеќе невакцинирани лица, за толку пократко време ќе престане оваа епидемија. Точно е дека има многу земји во светот во кој што се јавува вака епидемија, навистина жалосно, што се соочуваме сега во 21. век со епидемија од болести кои што можеле да се спречат со вакцинација. Професор Ставрич и доктор
Микич ќе бидат гости во 22 часот, тоа е нашиот традиционален контакт центар, да речем, и мислам дека граѓаните ќе можат изворно добијат сервисни, прилично значајни информации. Завршувам со политика како што и почнав. ВМРО вели Филипче трча по Стево Пендаровски, си заборава на здравството. Добро, точно е дека тераме и една таква кампања, која што е за поддршка на заедничкиот претседателски кандидат, меѓутоа сме целосно посветени на справување со сите проблеми во здравствениот сектор. Практично на дневна база имаат комуникација членовите на Комисијата за заразни болести, тие ги разменуваат информациите за бројот на ново диагностицирани, ново примени на пациенти и практично на секојдневна база ние носиме нови одлуки. Дали нешто треба да се прошири во препораките, дали треба да обезбедиме дополнителни капацитети, дали треба да ги пренасочиме пациентите во некоја од клиниките ако се исполни некој капацитет. Така да сметам дека тоа се обвинувања кои што се неаргументирани. Гледајте наназад, излегува дека времето е најлошиот сојузник на ВМРО ДПМН, се што каже испадна дека е еден обид за лага и манипулација, а ние овој дел сосем коректно го водиме. Добро, да престанеме тука, зашто ќе морам ВМРО да го викнам за да полемизира. Уште на крај, министре, дали ќе ги апдейтирате податоци, дали родителите ќе добијат реални информации, кои би можеле да бидат евентуалните компромиси ако се најдат со неволја, деца да не одат во училишта, да се казнуваат и така натаму. Како тие маргинали да ги одбегнеме? Дозволете да ги цитирам одлуките на Уставниот суд, кои што се донесени пред неколку години, а по повод представките поднесени од родители, на кои што им било укажано дека било потребно да ги вакцинираат децата. Уставниот суд вели дека никој нема право со својата волја да го загрозува правото на детето да биде здраво, прво, и второ дека никој нема право со таа постапка да го загрозува јавното здравје кое што е над се. Ви благодарам. Тоа беше, поштовани гледачи, министерот за здравство, изворно за денешната одлука на владата да се прогласи епидемија на морбили. Ви благодарам уште еднаш. Джугомана, продолжувам. Да, продолжуваме понатаму. Одлуката за да се прогласи епидемија на морбили, како што знаете, поради тоа што минатата недела бил регистриран број на 126 ново заболени, што е рекорд. Останете со нас, продолжуваме понатаму со вестите. Поранешниот претседател на Собранието Трајко Велјановски изутрина беше на распит во обвинителството. Тој на 20 февруари беше приведен под сомневање за сторено кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. За Велјановски беше побаран и притвор, но Собранието не му го одзеде пратеничкиот мандат. Направивте ли обид во доказите? Не. Со молчење поранешниот претседател на Собранието Трајко Велјановски се бранел пред обвинителството, дознава ТВ. За одбраната пак Велјановски инсистирал да ги види доказите за собраниските инциденти. Тој е осомничен нарачител за крвавиот упад во законодавниот дом од 27 април 2017 година. Вештачењето на телефонот покажува дека Велјановски имал комуникација со поранешниот премиер Никола Груевски на денот на крвавиот четврток и ден претходно. Од судењата за собраниските инциденти произлезе дека Велјановски наредил неговата канцеларија да биде чувана и да се мобилизира членството, откако Талат Џафери беше прогласен за претседател на Собранието. Не е прв пат Велјановски да биде повикан на распит. За кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста беше во кривичниот суд во февруари. Тогаш не беше испрашан поради пратеничкиот имунитет. Новам 10 години сум бил председател на Собрание и јас да видам организатор на што. Не, инако. Собранието подоцна не му го симно имунитетот и Велјановски е слободен човек. Поинаку е за осумничените екс-министри Спиро Ристовски и Милјан Екиевски. Едниот е зад решетки, другиот притворот го извршува дома. Груевски и екс-началникот ВУБК Никола Бошковски се недостапни за органите на прогонот. Обвинителството очекува да бидат екстрадирани во земјава поради тежината на кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. А претседателот на државата Иванов се уште молчи во однос на барањата за помилување упатени до него од осудените за 27 април. По реакциите дома по однос на овие барања се огласи еврокомесарот Хан, кој го повика Иванов да не се меша во судските постапки, индиректно порачувајќи му да заборави на амнестијата.
Кратка, но јасна порака упати еврокомесарот Јоханес Хан до председателот Иванов по барањата за помилување кои стигнаа до вилата на Водно. Во интервју за независен весник Хан апелира председателот во заминување да не се меша во судските постапки. Како и во претходните слични прилики, можам само да апелирам до председателот во заминување да не се меша во тековните судски постапки, изјавил тој. Од кабинетот на Иванов се уште нема никаков одговор, откако пред една недела потврдија дека се пристигнати барањата за помилување од осудените за настаните од 27 април. Нема ниту информација дали молбите се разгледуваат и дали Иванов во последните одброени денови ќе ги помилува 16 на осудени кои добија вкупно 211 години затвор за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Премиерот Заев пак дециден, Иванов нема да потпише амнестија под името Северна Македонија, а дури тоа и да се случи, за 30 дена новиот председател ќе ја поништи. Ако одлучи парламентот во иднина да даде право на председател на државата, јас мислам дека не треба. Има договорен систем, преку правда, секој има право да аргументира се и да оди кај председателот на државата, тогаш може идни председатели на тоа да се повикат. И впрочем, има и други алатки, ако се дрзне на крајот на денот да направи таква работа, тоа во рок од 30 дена е поништливо. Така да, за 30 дена ќе има нов председател. Во меѓувреме, адвокатите и осудените очекуваат дека председателот кој ги брои последните денови од мандатот ќе ги помилува. Од партијата на Бачев денеска преку соопштение го повикаа Иванов да ги помилува уставобранителите, како што ги нарекуваат лицата кои упаднаа во собранието. Го охрабруваме Иванов да не се плаши од блефирањето на Заев и Ахмети. Оти за заканите на Заев нема правна основа, а за заканите на Ахмети да му порачаме дека трпението на македонскиот народ ги поминува сите можни граници и доколку Ахмети повторно прави проблеми, овој пат ќе си има работа со македонскиот народ, а не со македонското предавничко, позицијско и опозицијско раководство во воената 2001. Бројот на обвинети за 27 април беше преполовен со селективната амнестија која ја донесе мнозинството во собранието и од затвор се спасија пратениците од ВМРО ДПМН кои ги отворија вратите и ја насочуваа толпата, како и организаторите на протестите за заедничка Македонија. Државната изборна комисија најдоцна до утре треба да го предаде изборниот материјал за претседателските избори и предвремените локални во 3 општини. Според роковникот на комисијата, материјалот се предава најдоцна во рок од 72 часа пред денот за определување на изборите. Утре на полноќ истекува и рокот во кој избирачите што на денот на гласањето се во куќен притвор можат да се пријават до општинските изборни комисии. Тие како и болните и изнемоштени лица, внатрешно раселените и лицата во казнено-поправните установи гласаат на 20 април, ден пред одржување на изборите. На 20 гласаат и избирачите што на денот на изборите се на привремена работа или престој во странство. Утре во ДИК гласаат членовите на избирачките одбори во дипломатско-конзуларните представништва. Уште практично и незапочнато гласањето веќе се калкулира со тоа што би значил неуспешен изборен циклус и без избрана личност која ќе го замени Иванов во председателската вила. Нашата Весна Велкова во анализата го поставува прашањето дали тоа ќе значи дека следува нова политичка криза и кои би можеле да бидат правците за нејзина разврска. Тече последната недела од првиот круг од изборната кампања за претседателските избори. Премиерот Заев верува во граѓаните дека ќе излезат да гласаат, во спротивно вели, Македонија ќе влезе во нова политичка криза. И во најлошите сценарија, доколку одлучи некој да бојкотира, треба да си го прифати ризикот, што доколку и со неговиот бојкот се постигне цензус од 40%, вели Заев. Јас верувам дека може да се постигне 40%. И секако не размислувам за бојкотот заради тоа што Рената Десковска, како прв правник во мојата влада, ми вика: имаш избори повтарање, имаш можност да смениш устав и во него две подможности. Едното е да го тргнеш цензусот и другото е да бираш председател во собранието. И што ќе мислам се? Не може да мислам како да има цензус. И ќе има цензус, верувам дека ќе го постигнеме. Зошто? Заради тоа што верувам во граѓаните. Нема да ја остават вака државата да оди низ вода. Нова политичка криза ќе биде тоа.
И додека политичките карвани патуваат од град до град, од село до село, аналитичарите стравуваат дека на овие претседателски избори има помало одзив на гласачите, особено во вториот круг. На минатите претседателски избори одзивот се движеше некаде до 950.000 гласачи и тие се убедени дека доколку не биде избран претседател, Македонија ќе западне во посериозна криза. Евентуалниот неуспех на претседателските избори, иако го промовира Талат Џафери како веде претседател, што нема одговара на ВМРО, го носи парламентот во нова ситуација на потрага по 80. Поради нужната промена на моделот за избор на претседател. Било што од тие две барат во третинско мнозинство. Така што игра се враќа повторно ситуација на прљави преговори, која беше најпогубната за Заев во последниот период. Тој најмногу изгуби од својот рейтинг токму во пролонгирањето на таа криза и во компромисите кои мораше за тоа да ги направи. Доколку пропаднат изборите, прво многу е малку веројатно, јас не верувам дека ќе се организираат уште едни избори со истиот модел и така натаму, кој што веќе само што пропадна. Што значи дека пропаднат избори, ќе значи дека ќе мора да се пристапи кон некаква промена. И Спасов и Арсовски велат дека претседателот е најдобро да биде избран на директни избори или без цензус во вториот круг. Посочуваат дека просечната излезност за избор на претседател во Европа е под 20%. Во досегашната кампања, тројцата претседателски кандидати изнесуваат различни ставови за евроинтегративниот процес, иако тврдат дека целта е иста. Река и Пендаровски со слични ставови спротивни на мислењето на Силјановска за меѓународните договори. Река смета дека без решение за косовското прашање нема да има интеграција во ЕУ и НАТО. Претседателските кандидати со иста цел на различни ставови околу евроинтегративниот процес на земјата. Силјановска бара победа за да покаже како се води државата кон евроатлантска иднина. Река смета дека пречки на патот се корупцијата, непотизмот и организираниот криминал. За Пендаровски пак Северна Македонија е на добар пат, а влезот во ЕУ и НАТО е најбрз начин за стабилизација. Со влезот во НАТО ние имаме гарантирани граници, дефинитивно меѓународно гарантирани граници, иде прво безбедност, поди демократија и економски развој. Едно без друго не бива, а сам ниедна од тие работи не можеш да обезбедиш. Особено мала држава со овака лимитирани човечки и финански ресурси како што е Република Северна Македонија. Во финишот на предизборната кампања јасна е сликата. Не се дели истото мислење во склучувањето на меѓународните договори. Река и Пендаровски јасно го поддржуваат Преспанскиот договор и неговата имплементација како единствен пат до ЕУ и НАТО. Силјановска пак ветува, доколку победи, ќе формира експертска група составена од врвни светски авторитети во меѓународното право да ја проверат правната одржливост на договорот во светлина на Виенската конвенција за договорно право. Но сепак не прецизира што ќе се случи доколку се утврди дека Преспанскиот договор е правно неодржлив и како до ЕУ и НАТО без истиот. Да се потпише договорот кој навистина значи можност за решавање на едно прашање, ама јас се плашам дека не е тоа решение, туку дека отвара многу нови дилеми. За да биде држава треба да има владење на правото, вели Блерим Река. Неговата порака е дека е дојдено времето за претседател албанец, затоа што и албанците се граѓани на оваа земја. Важно е да победи државата за да почне датум за почеток на преговори со Европската Унија. Важно е масовно излагање на граѓаните за гласање без разлика за кого ќе гласаат. Битола е еден од најубавите македонски градови, град на конзулите, град на манаки, град на културата и затоа сакав да им се обратам на битолчани. Пријатно сум изненаден од интересот и ентузијазмот за мојата кандидатура. Во врска со косовското прашање, пак кој е од клучно значење за стабилност во регионот, став има само кандидатот на БЕСА и Алијанса за албанците. Тој смета дека отварањето на поглавието 30 тера Србија да го признае Косово, инаку нема да има интеграција во Европската Унија. За Блерим Река, размената на територии не е решение за постигнување на договор помеѓу двете земји. Во продолжение гледаме изјавата на грчкиот премиер Алексис Ципрас. Тој порачува дека дури и оние кои досега биле добронамерно, односно се противеле и биле против договорот од Преспа за 10 или помалку години, ќе го сватат значењето на овој договор. Тоа го вели во интервју за грчките медиуми и додава воедно и за политичката цена, објаснувајќи дека воопшто не размислувал на тоа кога му се давала можноста да се реши спорот со името, туку напротив вели дека имал среќа што ја добил можноста и истакнува дека Грција и Северна Македонија се природни сојузници.
Μπείτε στο διαδίκτυο και πληκτρολογήσετε. Константинос Мицотакис велеше дека за 10 години ова прашање ќе го заборавиме. Јас денес со сигурност можам да ви кажам дека ќе го помниме за секогаш и дека за 10 години, па дури и помалку, дури и оние кои денес добронамерно не се согласуваат, ќе ја сватат големата историска вредност и важност на договорот за Грција. Навистина, за критичните национални прашања моите претходници размислуваа за политичката цена. Јас во ниту еден момент не помислив на тоа во големите и критични моменти за време на мојот 4-годишен мандат. Од темата избори преминуваме на нешто друго, но повторно поврзано со Грција. Да не беше сопругата на грчкиот премиер Алексис Ципрас, веројатно немаше да се потсетиме дека на градските гробишта Бутел почива гркот Зорба, вечниот боем што богатството го делел со сиромашните. Гркот Зорба го слават холивудските звезди, националните балети низ светот, го слават и светските познати музичари, но не и Македонија. Дали и како може тој да стане туристичка атракција? Целата репортажа за оваа тема ќе ја погледнете нешто подоцна во вечерното издание на вестите. Овде гледаме само кратко издание на колешката Искра Печевска. Градските гробишта Бутел во Скопје се вечно почивалиште на околу 250.000 луѓе. Ова е главната улица на градските гробишта Бутел во Скопје. Тука се наоѓа алејата на заслужните граѓани. Овдека се закопани познати политичари, доктори, суди, лекари, писатели, првоборци, војници од Втората светска војна, а меѓу нив и еден боем. Together. Со еден куфер во едната рака и ќерката Екатерина во другата, Георгиос Зорбас, или во народот познат како Гркот Зорба, пред безмалку еден век ја избрал Македонија како свој втор и последен дом. Од холивудските звезди Ентони Квин и Мишел Фајфер, преку државната турска опера и балет, до светски признатиот диригент Андре Риу, кој патем ќе гостува во Македонија на почетокот на јуни годинава. Сите го слават, свират и играат Зорба. А и добро заработуваат, но не и Македонија. Една туристичка дестинација онолку атрактивна колку што има повеќе туристички атракции, а ние како да подзаборавивме на Гркот Зорба, признава директорот на Агенцијата за промоција на туризмот Љупчо Јаневски. Времето на Гркот Зорба, времето на Преспа, времето на некои други места кои што можеби беа малце подзаборавени, токму кај нас треба да се повеќе и повеќе да се промовираат. Токму Гркот Зорба, токму некои одредени атракции можеби кои што ние не ги подзаборавивме сите, токму треба да искочат на површина и градот Скопје треба се повеќе и повеќе да размислува за промовирање токму на овие култни личности. Иван Севдов, раководител на службата за одржување и обезбедување на гробиштата Бутел, вели дека гробот на Гркот Зорба и тоа како може да прерасне во туристичка атракција, но само ако постои организација и координација меѓу туристичките оператори и градот Скопје. Ние сме воljni да помогнеме, значи доаѓаат посети негде околу 50, може и помалце да се, може и поеќе. Има странски државјани што доаѓаат, сакат да го посетат. Со наше носење, укажување и посочување, луѓето излегуваат, доаѓаат задоволни. Све зависи само од туристичката етапа на град Скопје. Да не беше сопругата на актуелниот премиер на Грција Алексис Ципрас Перистера Базијана, кој знае кога пак ќе се присетивме дека токму овде, во Македонија на градските гробишта Бутел, почива најпознатиот скопски грк, како што го нарекуваат и во светот Гркот Зорба. Во повеќе деценискиот спор меѓу Македонија и Грција, заборавивме дека токму тој, Гркот Зорба, требаше да ни биде една од водилките за градење на мостовите. Си таки си играл? Не. Треба да играш. Зашто сега следува најголемото фудбалско шоу Манчестер и Барселона, а таму се игра по други ноти. Да, тоа е еден од двата надпревари кои денеска се важни, се игра и во Торино, таму Јувентус е домаќин на Ајакс. А таму канцоните полесно одат. Поели. Благодарам. Време е за вестите од спортот. Клубовите кои должат нема да може да настапат во второто коло од кошаркарската Суперлига. Ова е одлуката на